изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Учесниците на првиот тренинг камп Охридски ветрови беа на прием кај председателката Гордана Силјановска-Давкова во Била Билјана во Охрид. Станува збор за еднонеделен тренинг камп, наменет за деца во рамки на кои скијачите учат идрење, додека едриличарите во зимски услови ќе имаат можност да учат скијање, создавајќи единствена спортска синергија меѓу планината и езерото. Кампот има за цел, преку спорт и едукација и дружење, да ги запознае младите со вештините на едрењето, но и да им сади чувство на одговорност, тимска работа и љубов кон природата. Посебен акцент беше ставен на подигнување на свеста за зачувување на природните богатства, особено водните ресурси, како едни од највредните национални богатства. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во разговорот со младите се осврна на значењето на Охридското езеро и повика на негова поголема заштита, нагласувајќи дека токму младите генерации имаат важна улога во неговото зачувување. Мора нешто да направиме, не случајно е под заштита на УНЕСКО, ама еве, вие на прав начин ви уживате во неговата убавина, и го разубавувате, и ветар создавате убав, човечки, детски, ама и го штитите. Така треба и ние да постапуваме. Децата низ деновите поминати на брегот на Охридското езеро ќе учат да го следат ветрот и брановите, да носат брзи одлуки за променливи услови, да градат меѓусобна доверба, пријателства и самодоверба, но и да ја разберат важноста на одговорниот однос кон животната средина. Да ги учат тајните на едрењето, поискусните едриличари од акватика, јахтинг и од нов ветар се тие кои што се инструкторите, кои што ги обучват помладите генерации. Се надеваме дека овој камп ќе прерасне во традиција. Имавме една убава иницијатива заедно со едриличарските клубови да настапиме тука како скијачи и да му кажеме на снегот стои. Ќе поедриме малку и потоа ќе им се вратиме на планините. Младите воодушевени од првиот тренинг камп со нетрпение ги очекуваат и зимските дружби на снег. Многу е убаво. И се така лани им запознавме многу пријатели од други држави и уште имаме такви пријателства од сите држави во светот. Тогаш имаше убав ветер, имаше денови без ветер, кај што имаше повеќе дружба, но сепак имаше и регати, трки, кај што се надпреварувавме и беше многу убаво. Со овој прием председателката испрати силна порака за поддршка на младите спортисти и на напорите на спортските клубови, акватика јахтинг од Охридскијачкиот клуб, Диме Флейта од Тетово и едриличарскиот клуб Нов ветер од Скопје, кои преку вакви иницијативи придонесуваат за развој на спортскиот дух, меѓусебната соработка и здравите животни навики кај младите. Во знак на благодарност за поддршката, учесниците во кампот на председателката и подарија мајца од кампот Охридски ветрови, подпишана од сите деца учесници. Со палење на фестивалскиот оган и читање на ТГ за југ од Константин Миладинов синоќа во Домот на поезијата во Струга беше отворено 65-тото издание на Струшките вечери на поезијата, една од најзначајните поетски манифестации во светот. Фестивалот за отворен го прогласи председателката Гордана Силјановска-Давкова, која порача дека поезијата и денес има сила да го менува и да го спасува светот, поврзувајќи луѓе, култури и генерации. Директорот на манифестацијата Никола Кукунеш во своето обраќање предупреди дека малите јазици се соочуваат со сериозни предизвици во ерата на дигиталната глобализација и нагласи дека нивното зачувување е одговорност на сите што создаваат, преведуваат и го збогатуваат културниот простор.
На годинешните струшки вечери на поезијата ќе настапат околу 70 поети, критичари и преведувачи од земјата и светот. Добитничка на Златниот венец е холандската поетеса Анеке Брасинга. Денеска на вториот фестивалски ден предвидени се поетски читања на авторите од потесниот избор за наградата Браќа Миладиновци, промоции на нови поетски изданија, средба со издавачи и литературни професионалци во рамки на Версополис, како и меѓународното поетско читање Кругови. Вториот фестивалски ден завршува на полноќ со традиционалните ноќи без интерпункција. Годинешните струшки вечери на поезијата се одржуваат под мотото каде што живее поезијата и ќе траат до 29 јуни. Во сабота на 27 јуни во галеријата Ѓорѓија Целески во Белчишта ќе започне 41-то издание на Интернационалната уметничка колонија Дебрца 2026. Годинешната колонија ќе се одржи под мотото од камен до код, ехо на земјата, глас на иднината, тема која ги поврзува традицијата, културното наследство и современите предизвици на технолошката ера. Организаторот, Сдруженијето Ликовна колонија Дебрца, годинава ќе угости десетмина уметници од Македонија и странство. Почесен гостин на колонијата е академскиот ликовен уметник Јордан Манасиевски, долгогодишен учесник на колонијата и автор со богато меѓународно изложбено искуство. Интернационалната уметничка колонија Дебрца е основана пред 41 година по визија на маестро Ѓорѓија Целески. Денес таа представува еден од најзначајните културни белези на општина Дебрца и Македонија, а нејзината мисија успешно ја продолжува Мартина Целеска. Системот за заеднички гранични контроли One Stop Shop наскоро ќе биде ставен во функција на граничните премини Свети Науми Ќафасан кон Албанија, најави вице-премиерот Беким Сали во собранието. Одговарајќи на пратеничко прашање, Сали посочи дека операционализацијата на системот на овие премини се очекува во наредните денови, со што ќе се олесни движењето на граѓаните меѓу двете соседни земји и ќе се намалат премињата за чекање на граница. Тој нагласи дека владата сериозно пристапува кон проектот и дека добрососедските односи и олеснувањето на прекуграничниот сообраќај остануваат меѓу нејзините приоритети. Регулаторната комисија за енергетика разгледува можни измени на тарифниот модел за електрична енергија, меѓу кои продолжување на ефтината дневна тарифа, воведување ефтина струја и во сабота, како и преиспитување на сегашната ноќна ефтина тарифа. Како што изјави за МИА председателот на регулаторната комисија Ацо Ристов, анализите покажале дека најниски цени на електричната енергија има во периодот од 11 до 15 часот кога на пазарот постојат вишоци струја, па се разгледува можноста ефтината тарифа да се прошири токму во тие часови од денот. На маса е и предлогот ефтината тарифа да важи и во сабота покрај недела како што е сега, бидејќи за време на викендите индустриската потрошувачка е значително помала, а на пазарот има повеќе расположлива електрична енергија. Според Ристов, сегашната ноќна ефтина тарифа се преиспитува бидејќи електричната енергија на берзите денеска е најскапа токму по вечерните часови кога таа важи. Конечна одлука се уште нема, а доколку анализите покажат позитивни ефекти, новиот тарифен модел би можело да стапи во сила од 1 јануари 2027 година. Пред тоа ќе се спроведе јавна расправа и консултации со сите засегнати страни. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди и услови за изолирана појава на нестабилност попладне. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид сончево и топло време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за појава на нестабилност проследена со дожд. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна до 29 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 13 до максимални 37 степени. За време на викендот и почетокот на следната седмица под влијание на топла воздушна маса, времето ќе биде сончево и топло. Температурата на секаде ќе биде над 30 степени, а на места ќе достигне до 39 степени. Во вторник ќе се задржи топло време, но ќе има зголемување на облачноста со услови за дожд. Во среда ќе има мал пат на температурите и ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи.